Вести на Канал 8, добродојдовте. Замената на возачките и сообраќајните дозволи од среда ќе биде бесплатна за граѓаните, односно на товар на МВР. Одлуките беа донесени на владина седница, а ги соопштија вице-премиерот Фатмир Битики и дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев. Замената на возачките и сообраќајните дозволи поради промената на уставното име од среда ќе бидат бесплатни, а без надомест ќе се издаваат и патните исправи за граѓаните кои се надвор од државата. Вице-премиерот Фатмир Битики на пресконференција истакна дека во донесувањето на одлуката биле консултирани повеќе ресорни министри. После скоро 2 недели консултации, денеска донесовме 3 предлог одлуки, тоест 3 одлуки, а тоа е првото дека од денеска го задолживме Министерството за внатрешни работи да ги преземе сите правни акти за да постапи, а тоа е возачките сообраќајни дозволи, како и возачките дозволи и сообраќајните дозволи за сите граѓани на Република Северна Македонија кои што треба предвремено да се сменат, да бидат без надомест. Соодветно заменикот министер ќе објасни како тоа правно и како оперативно ќе изгледа веќе од утре. Вториот заклучок е поврзан со Министерството за надворешни работи, а тоа е дека Министерството за надворешни работи треба да превземе активности да издавањето на патните листови за сите граѓани кои што живеат надвор од територијата на Република Северна Македонија, кои имаат потреба за да се вратат за да извадат патни исправи, надоместот за патните листови, тоест ќе биде 0 или ќе биде без надомест за нив, и дополнително Министерството за надворешни работи исто така се задолжи да превземе активности соодветно издавањето на патните листови во државите кај што нема ДКП, да биде направено онлайн и да бидат испратени по пошта за да нашите граѓани кои што живеат надвор од територијата нема дополнителни трошоци. Дополнителниот министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев рече дека службите во Министерството за внатрешни работи веќе ги изготуваат интерните акти и дека од среда замената на возачките и сообраќајните ќе биде на товар на Министерството. Се донесе одлука со која Министерството за внатрешни работи се задолжува да ги издава од утре возачките дозволи кои се со старото име Република Северна Македонија и сообраќајните дозволи, исто така со старото име Република Северна Македонија над товар на Министерството за внатрешни работи. Одлуката е денеска донесена на влада, веќе службите во Министерството за внатрешни работи ги изготвуваат сите наши интерни акти кои ќе напоменам дека ќе бидат потпишани и од моја страна и од страна на министрот за внатрешни работи. Владините одлуки се донесени по решенијата што ги донела работната група, која пред 2 недели доби задача да најде решение за сообраќајните и возачките дозволи и за патните листови. Полицискиот инспектор Даниел Трајчев доби подршка од Советот на општина Виница да биде нов командир на полициската станица во Виница. За него гласаа советниците од мнозинството, а опозицијската советничка група побара да биде иземена од гласање. Причина за тоа е што предлог листата со кандидати за командир добиена од Министерството за внатрешни работи е подпишана само од техничкиот министер, а не од дополнителниот заменик министер. Нов командир на полициската станица од општа надлежност во Виница ќе биде Даниел Трајчев, помлад инспектор за недозволена трговија со дрога и оружје во надворешната канцеларија за криминалистички работи. За неговиот избор гласаа мнозинството советници на воредната итна седница на Советот на општина Виница, на која се разгледуваше листа од 3 кандидати, што беа предложени од Министерството за внатрешни работи. Во образложението за потребата од одржување итна седница, председателот на Советот Ацо Ѓоргиевски нагласи дека истекува рокот за избор на командир пред почетокот на предстојните парламентарни и председателски избори. Итоста е поради тоа што министер Толиве Спаски за внатрешни работи не достави нови предлози за командир по втор пат и ги пробија сите законски рокови, а сега се предложени нови тројца и ние како Совет не треба да ја земеме праксата на неодговорна институција. Незадоволива е полициска станица да нема командир долг временски период.
Првиот предлог за командир на полиска станица беше на крајот од месец декември 2020 година и се сеќавате дека беше како дополнување на редовната седница на Совет на општина Виница. И тогаш ја ставив на седницата поради итност. За да бидеме експедитивни и да не бидеме полициски станици и да не биде полициската станица без командир, ја свикав ова вонредна седница. Редовна седница за февруари ќе биде на 29.2.2024 година, а ова листа на кандидати за избор на командир на полициска станица од општа надлежност Виница, предложена од министерот Панче Тошковски, ќе биде предосна. Членовите на опозицијската советничка група, предводена од СДСМ, побараа да бидат изземени од гласањето. Според нив, новата предлог листа е подпишана само од техничкиот министер за внатрешни работи, но не и од дополнителниот заменик министер. Сега, во 5 до 12, да се закаже вонредна седница по итна постапка со иста точка на дневен ред, не баре се работи за елементарна непогода, земјотрес или поплави и слично, во услови на техничка влада, со предлог од актуелниот министер без врзан подпис со заменикот министер, да се свикува седница со точка на дневен ред избор на кандидат за командир на полиција на ден пред официјално закажување на изборите, за мене е недозволиво и јас нема да учествувам во таква седница. Поставувам прашање до службите за подготовка на седниците на Советот, до вас како председател на Советот и до секретарот на општина Виница како правно лице, да ни објасни како е дојдена оваа предлог листа на седница на Совет и се свикува вонредна седница со огромна итност, ако ова не е важно за организацијата на изборите. Гледаме дека на листата доставена, листата на кандидати за командир, доставена има подпис само од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, на нејот дополнителниот заменик министер. Надлежностите за постапување при избор на командир на полициска станица од страна на Советот се утврдени во член 24 од Законот за полиција, каде што е утврдено дека Советот треба да се произнесе по предлогот даден од Министерството. Нити пишува дали тоа треба да биде подпишано од министер или дополнителниот заменик министер, и од таа листа од тројца кандидати во рок од 15 дена Советот треба да се произнесе. А дали министерот и дополнителниот заменик министер треба да бидат подпишани, за тоа ќе се одлучува владата. Нашиот Совет е да се произнесе. Значи, надлежностите на Советот се утврдени во Закон за полиција, во делот на избор на командир на полициска станица. МВР на вистина како институција е одговорна, вклучена во самите избори и самото тоа го прави соодветно за овој член, бидејќи ова е кадровско прашање поврзано со организацијата на изборите, што значи на оваа седница јасно и свесно ќе биде прекршен законот за влада на Република Македонија. Затоа би сакала како советничка, јас Марија Манасиева Зарковска, да биде внесено во записник дека се изземам од гласање и барам поединечно гласање, односно со име и презиме да биде евидентирано кој како ќе гласа. По ваквите дискусии се премина на гласање. При тоа, за нов командир на полициската станица, кандидатурата на Трајчев доби мнозинска поддршка од 8 присутни на седницата. 4 советници од опозицијската советничка група беа изземени од гласање, додека 3 беа одсутни. Општинскиот Црвен крст од Кочани почна со активностите од проектот за промоција на хумани вредности. Во тие рамки се одржа првата од планираните обуки на младите, во што се вклучени 30 средношколци од општината. Општинскиот Црвен крст од Кочани ги почна активностите од овогодишната програма за промоција на хуманите вредности. Во тие рамки се одржа првата од неколкуте планирани обуки со ученици од општината. Преку практична презентација, средношколците се запознаа со историјатот и значењето на Црвениот крст на локално и меѓународно ниво. Исто така беше објаснето како можат да ги подготват, документираат и реализираат своите проекти, што се поврзани со хуманото дејствување во средината во која што живеат. Во нашата општинска организација оваа година се вклучени околу 30 млади лица на возраст од 13 до 17 години, кои ќе поминат низ процес од 3 работилници, во кои ќе се запознаат на првата работилница која се одржува денеска, ќе се запознаат со работата на Црвен крст, на втората работилница ќе се запознаат како треба да ги изработат младите проекти и секако на третата работилница ќе се запознаат како истите треба да ги документираат. Преку ЦКПХВ програмата се помага на лица од социјално ранлива категорија, се помага на дневни центри, институции и секако преку самата програма и мотото на нашата програма е да се промовира мирот, толеранцијата и соживотот помеѓу луѓето од различни етнички заедници.
Се надеваме и очекуваме оваа година преку ЦКПХВ програмите нашите младинци да бидат позитивна промена во нашето општество и дека ќе направат и дека ќе постигнат добри резултати. Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности е програма што Црвениот крст ја спроведува повеќе од 20 години. Со неа на државно ниво се регрутираат над 1200 млади волонтери. Тие потоа се активираат во работата на општинските организации на Црвен крст. Општина Зрновци објави повторен јавен повик за формирање на локално собрание за млади. Пријавите се поднесуваат до 19 февруари до архивата на општината по пошта или електронски на емайл адресата. Локалната самоуправа на Зрновци објави повторен јавен повик за номинирање на представници за формирање на локално собрание за млади, кој има за цел да се консултираат младите и да се застапуваат нивните интереси во советот на општината. Право на учество во јавниот повик имаат младински организации, организации за млади политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување. Така распишуваме нов конкурс за избор на нови членови. Секоја од организациите кои што е член на Младинскиот совет, односно фолклорниот ансамбл Иличо Сантов, младите од двете најголеми политички партии ВМРО и СДСМ, од друштвото Јавор и од училишниот одбор треба да пријават по 20 членови, односно еден член и еден заменик член, од кој што потоа се бира раководство, како што председател, заменик, секретар и слично. Новото раководство, исто како и претходното раководство, ќе има мандат од 2 години. Реализиравме повеќе активности во спортот, забава, еколошки акции и слично. Па мислам дека е добро, младите ги уклучуваме во сите активности и да имат некоја активност младите, да се познаваат во општеството. Заинтересираните страни треба да достават пријава за номинација, портфолио на организацијата, групата или здруженијето, извештај за работата или друг документ во кој се реализирани активности со млади на подрачјето на Зрновци, писмо со номинација за член, кратко мотивацијско писмо и кратка биографија, изјава за согласност за користење на личните податоци и изјава за прифаќање номинација. Номинираните членови за локалното собрание на млади треба да се жители на општината и да се на возраст од 15 до 29 години. Крајниот рок за пријавување е до 19 февруари, а до тогаш заинтересираните страни своите предлози може да ги поднесуваат секој работен ден во периодот од 8 до 16 часот до архивата на општината. Исто така постои можност апликациите да ги поднесат по пошта на улица Илинденска безброј или електронски да ги скинираат и да ги испратат на официјалната мејл адреса на општина Зрновци. Поднесените пријави ќе ги разгледа иницијативниот одбор и ќе утврди валидност и прифатливост на поднесената документација. Подетални информации во врска со јавниот повик може да се пронајдат на веб страната на општина Зрновци. И една информација од спортот. На државно првенство во кикбокс 5 златни, 6 сребрени и 3 бронзени медали освоија членовите на клубот Лидер од Виница. Настанот се одража изминатиот викенд во спортската сала Јане Сандански во Скопје. Одличен настап и успех имаат членовите на кикбоксерскиот клуб Лидер од Виница на државното првенство во кикбокс што изминатиот викенд се одража во салата Јане Сандански во Скопје. Виничкиот клуб настапи со 18 надпреварувачи и освои 5 златни, 6 сребрени и 3 бронзени медала. Златни медали добија Анастасија Гоцеска, Анастасија Андонова, Лука Змејковски, Нела Петреска и Марија Гоцеска. Со сребрени медали се закитија Горијан и Максим Алексови, Кирил Поповски, Нина Колева, Давид Гацов и Никола Петровски. Бронзени медали пак освоија Ангелина Стојковска, Александар Веселинов и Борис Митрески. На државното првенство учествувале 420 кикбоксери од 29 клуба од државата, а учесниците се надпреварувале во дисциплините Point Find, King Light, Low Kick и други. Инаку во декември минатата година, кикбоксерите од Виничкиот клуб Лидер учествуваа и на Балкански куп во Јагодина во Србија и оттаму се вратија со 3 златни и 2 бронзени медала.
Почитувани со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.